Мојата мала гостинка е вистинско чудо од дете, а има само 8 години. Истовремено пее и пресметува математички операции, пишува песнички, решава судоку. Игра ракомет и го посетува информатичкиот универзитет Свети Апостол Павле. Заедно со неа гостува и учителката која се грижи за незиниот педагошки развој. Добре дојде во Печат, им посакувам на Атина Рувинова и на учителката Јулијана Шишовска. Добре да најдовме. Навистина ми е многу драго што ево сте мои гости. Вие ни доаѓате од основното училиште Христо Узунов. Атина е второ оделенка, значи од второ три оделение. Второ три оделение, да. Да ги поздравиме останатите. Нашите други ученици и соученици од Атина. Да им кажам дека сите ги сакам, исто како и Атина. Атина, поздрав на сите. Така, благодарим. Атина го предизвика медиумско внимание со својот талент. Па како се чувствуваш, Атина, кога ќе те наречат чудо од дете? Па, како да кажам, се чувствувам некој да ме сметат за паметна. За многу паметна. Да, ти годи, ти е убаво чувство? Да. Ево, за да доближиме до гледачите, зошто гостуваш во Печат и зошто те нарекуваат чудо од дете? Што ќе ни презентираш? Ево, јас кажа во најавата дека истовремено и пееш и така сметаш по сложени математички операции. Да. Што ќе ни покажеш? Сега ќе решавам задача и истовремено ќе пеам песничка. Јас ќе помогнам, јас ќе кажам броеви, таа ќе пресметува и ќе пее. Да, инаку има таа многу нешта да покаже, меѓутоа ете за еден вовед. Да. Може да почнеме? Да. Ајде. Јаболче или крувче. Еден. Јаболче или крувче. 8. Едно мало црвче. Минус 3. Пред јаболче и крувче. Мака мачи прво кај ке прави дупче. Дали добро ке? 5. Баш јаболче да збрише. 6. Или крувче мало полесно да дише, да Минус си 4. касне. Сладки плодој свежи да расне. 5. Повеќе да тежи, да си касне. 1. Сладки плодој свежи да расне. Минус 2. Повеќе да тежи, јаболче 9. и крувче треба да се сака. Минус 7. Само треба брзо да пружиш рака. 4. Јаболче и крувче треба да 3. се јаде, кога тато мама ќе даде. Минус 4. Јаболче и 8. крувче треба да се сака, 7. само треба брзо да пружиш Минус 5. рака. Јаболче и крувче треба да се јаде, 9. зошто може друг да ги краде. 7. Толку. 5-4. 54. Браво, дури на Можеш англиски ми го на кажа, англиски, да. така, да. Браво, Да. браво, Атина. Како го постигнуваш ова? Па, одам во училиштето Brain on Brain и таму учиме вака. Вежбаме секоја сабота. Дали е тешко? Не е ништо тешко. Само треба малку труд. А колку ти вложуваш труд? Јас колку повеќе што можам. Браво, Атина. Значи, ова не беше договорена, Да. така, ова беше случајен Да. избор на бројките Да. и така. Да, случајен избор на бројки. Нема проблем, таа може да пресметува истовремено и две групи на броеви и така. Има многу нешта. Браво, на вистина. Понатак ќе... Честитки Да. за Атина.
На колку години научи да читаш и да пишуваш, Атина? На пола година. 2 години, така нешто. Тогаш почна да читаш? Да, и да пишувам. Да пишуваш. А кога со математиката, со бројките? На 4 години во Брејно. Тогаш почнав. Значи, првата средба со бројките ти беше во Брејно? Да. Што повеќе сакаш, да читаш или да сметаш математика? Исто ми е. Немам побава. Исто ми е. И читање и пишување. Значи, не можеш да издвоиш што повеќе ти е подраго. Да. Што читаш, Атина? Па, читам детски енциклопедии, мисли и така. Мисли од мислители, од филозофи. Која ти е најомилена од филозофските мисли? Па, немам најомилена. Некоја што ќе ни кажеш, може би што те ставила впечаток? Ке кажам една од Сократ. Едно знам дека ништо не знам. Да. А кој извикал Еурека? Молим? Еурека, кој извикал? Како се вика? Аристотел. Да, Аристотел. А зошто извикал така? Бидејќи Кога? Што правил тој? тој во вода стоел надвор. Да. Така, ние си дискутираме двете надвор од училиште, некои работи и така. Да. Знаеш и, ево, ни покажа и англиски јазик, така? Да. Каде посетуваш часови по англиски? Кој е задолжен за... Не одам нигде на англиски. Да, како го совладуваш јазикот? Па на универзитетот Свети Апостол Павле, таму ми дават зборчиња на англиски и вежбаме. Таму учам. И во училиште исто Да. учат од прво оделение. И Добро знаеш англиски? Да, така. Што ти е интересно најмногу на часот, Атина, кога имате настава со твојата учителка? Да речеме, ево, по математика во училиште, дали ти е интересно, бидејќи ти повеќе работи ги имаш веќе совладено или ти е можеби досадно, така да речеме? Не, ништо досадно. Не ми е досадно, си го решавам. Тоа што ќе каже учителката и тоа што ќе го работат другите деца. имаме ние договор со Атина, ако и е досадно, ако е нешто што го знае и не ја интересира, и не за све ја интересира, да си земе, да си побара лаптопчето, ќе си го земе, ќе работи нешто, си знае на кои страни, на кои веб страни да влезе или кои овие програми што се веќе инсталирани на лаптопчињата. Меѓутоа, она е внимателна на час. И ако ги знае работите, има некои работи кои што треба да ги, иако знае многу, да собира, да одзема множи дели без проблем. Сега и работат нешто, баш пред некој ден ми покажуваше што работи на факултет. Има работи, финеси, кои што треба да ги следи додека е, мислам, на час. И така, си се разбираме, ние нема проблем тук. Што ти е најинтересно на час, Атина? Најинтересно, немам најинтересно. Мислам, се ми интересно мене. Македонски исто така ми е, математика, сите предмети. Сите подеднакво ги сакаш? Да, сите подеднакво. Нема лесни и тешки? Не. Се случува ли некогаш нешто што може би повеќе од енциклопедиите, до нешто го читаш, да се вклучиш покрај учителката, да им кажеш на другарчињата нешто ти што знаеш, плюс од она што е во програмата за вашата возраст? Понекогаш. Например, што? Понекогаш ќе кажам нешто за да знаат. И така. Како те прифаќаат другарчињата? Како тие се однесуваат кон тебе?
Барат ли помош да им помогнеш, може би да им почепнеш? Секогаш барат. Јас секогаш им помагам кога им треба нешто. Браво. Што друго те интересира, Атина, од семево? Па, ме интересира спортот. Добро. Музиката, дали? Да. Ево, убаво слушнавме, многу убаво пееш. Да, и музиката. Информатиката. И други предмети. Со кој спорт се, дали нешто тренираш, се занимаваш со кој спорт? На ракомет одам. Каде? Во салата од Христо Зунов. Во... Тренирам за металург. За металург тренираш, браво. Навистина покажуваш дека си навистина сестра на и со право го носиш епитетот чудо од дете. Со музика дали си пробала, ево можеби, или имаш намера некој инструмент да свириш? Па, Те привлекува ли нешто тука од инструментите? не знам. Некои инструменти сакам да свирам, на клавир, например, на виолина, на тие два инструменти. Си пробала да свириш? Не имам пробано. Не, а имаш желба, посакуваш да бидиш, да се испробаш и во музиката како... Да. Колку си тука талентирана за свирење на некој инструмент? Да. А како стоиш со топката? Повеќето ученици кои што се добри во ова го избегнуваат спортот. Па, Како дојде? Беше тоа твоја желба да спортуваш или тоа можеби беше желба на твоите родители, на учителката? и јас сакав и родителите. Да. Се што работи Атина е прво нејзина желба. Значи, било што да работи е нејзина желба. И многу, мене лично е како учителка ми се допаѓа тоа што родителите имаат слух за Атина. Значи, не е форсирано ништо. Се е онака како што таа сака, колку може, а може таа, и сака многу и така. За натака. Уште на кое поле ќе се развива. Така, тоа е нејзина, Да. можеби. Само нејзин избор. Атина, кажа дека те интересира информатиката и дека го Да. посетуваш Универзитетот Свети Апостол Павле. Како дојде до тоа да бидиш, да те прифата таму, да бидиш дел од това, кој со тебе таму работи? Па со мене работат Елена Хаджиева, учителката, и асистентка ми е Емилија. Тука малку јас ќе се вклучам да кажам. Да. Како дојде до Тоа веќе кога во старт разговаравме јас со директорот и постојано разговарам со директорот, Атина исто он разговара со него. Кога се видоа низините, веќе сега, низиниот капацитет кога го видовме, и навистина се потруди и тој, и сите ние, да Атина оди колку што може погоре, и така да и тој има големо, да речам, едно учество во сето ова, и така со еден договор, директорот на училиштето со факултетот, Атина почна да оди таму, и мене ми е многу интересно тоа што кога ќе дојде некогаш од часови, во понеделник посетува часови, така Атина? Да. Во понеделник, и знае да дојде учител ќе да ви кажам што учевме. И сега што беше најновото што ви го покажуваше Атина? Октален систем и хексадекаден систем. Добро. Да. Браво, навистина. Да. Браво. Да. И така, сака и да покаже и да каже. Да сподели, да значи, сподели. што научи, Да. што знае. Што ти е најинтересно таму во новата средина меѓу студентите? Па, таму сум само јас, со малите, само јас
тука вежбаме прво логички задачи, па сега имаме програмирање. И многу ми е убаво вака што решаваме во бинарни броеви, бинарната азбука и ги делиме, ги множиме, такви работи. Ги изненадуваш ли професорките таму со своите знаење? Да. Што ти велат често? Тие ми викаат браво за колку брзо сум го научила тоа што ми го покажуваат. Соработувате ли Шишовска вие со учителките, со професорките од Јас не. универзитет? Не сум била со Атина, тоа е обично во период кога јас одам на работа и тоа е нешто веќе сосема друг систем по кој што тие работат, нешто поинакво од она што се работи на училиште, исто како што би рекла и Brain on Brain. Значи, Brain on Brain си е еден систем кај што се работи одредени нешта, ова универзитетот е нешто друго, училиштето е нешто сосема трето. Секако дека ќе одам да ја посетам таму, да видам што работат, докаде, меѓутоа не. Колку време, различно. колку време го посетуваш универзитетот? Универзитетот еден месец, два. Еден месец, значи тоа е нешто поново така. Но. Во исто време си присутна и во Brain on Brain, така? Да, Секцијата секоја сабота, а ваму од универзитетот секој понеделник. Секој понеделник и секоја сабота. Тешко ли ти е? Не е тешко. Се радуваш на тоа што одеш и на двете? Да. Што учите, ево, може би за гледачите што не знаат што е Brain on Brain? Добро. Што таму учите? Кои вештини ги стекнувате? Значи, ние решаваме математика. Прво почнавме со едноцифрени броеви да собираме, одземаме, а сега сум 8 ниво и множиме, делиме, решаваме собирање, одземање, со децимали решаваме задачи и многу се лесни. Прво имавме со до 10, па после до 50 и се повеќе се зголемува броевите што решававме во Brain on Brain. Кои се таму учителките кои што го водат Brain on Brain, да ги поздравиме и нив? Мене ми учи учителката Валентина Кузмановска. Така, поздрав до Валентина Кузмановска. Колку дечиња сте во Brain on Brain? Во 8 ниво. И на која возраст се останатите? Од моја група јас сум најмала од сите. Има едно дете поголемо. Значи, вкупно сме во мојата група сме 5-6 деца. И другите се каде поголеми од мене. Едниот е поголем 2 години од мене, другиот 3 и има едно момиче што е најголемо од сите, таа има 10 години. И сите заедно И сите сте гениалци, така? Да, сите од исто почнавме. Значи од исто ниво. Да. Сега сте 8 ниво, учествувате на надпревари. Да. Колку имаш досега освоено медали? До сега имам освоено 2 медали, бидејќи има 2 надпревари до сега од Brain on Brain. Прво освоев златен медал, па вториот надпревар освоев пехар. Беше во Скопје, претпоставувам, во минатата година во... Да, таму се одржуваше, така? да, надпревар. Да. Каков успех таму постигна? Таму голем успех. И изгора на тоа имавме само 3 минути колку задачи ќе решиме сите. Колку задачи решите? И јас скоро сите ги решив и освоив 250 бода, најпоќе од сите. До сега што биле на надпревари од Brain on Brain. Да не прашувам, значи помалку од петка немаш добиено во училиште, така? Да. Се случило ли некогаш да потфрлиш во... Може би да добиеш 5 минус, не. 4? Не. Ние и немаме оцени сега, меѓутоа има бодови. Да, според Не. бодовите, така. Според бодовите и оценките Да. ги рангирате, така. Нема... Мислам, нема такво нешто.
дури тоа за тестови. Сега Атина беше понеделникот, имавме некој тест, работевме, Атина беше во универзитетот и задоцни малку, така беше, нели Атина? Да, ме задржа. Не малку повеќе, некои 5 минути пред крајот на часот дојде и си го зеде тестот, си го реши и си го остави, значи, додека за 5 минути додека другите се уште цел час што имаја одреден број ги решаваа се уште задачите, баш математика беше. Нема проблем тоа. Имаш ли трема, Атина, пред надпревари? Не. Немам никаква трема. Браво. Навистина, човек да остане без зборови со 8-годишно дете кое што исклучително интелектуално надарено. Играш и шах, така? Од кого научи шах да играш? Од Витола, од војка ми, тој прво ми учеше која фигура како се движи, а потоа и ми покажуваше како да играм. И сега големи ги победувам. Сега си на тоа поле. И на тоа поле си победник. Браво, Атина, браво. Овдека малку ќе направиме една кратка пауза за реклами, па ќе се вратиме на остатокот од разговорот. Атина, покрај тоа што безпрекорно собираш, вадиш сложени математички операции, истовремено и пееш, ти пишуваш и песнички, решаваш и крстозбори, а исто така и составуваш судоку. Да. Сама тоа го правам и многу се лесни, не е нешто комплицирано за решавање. Само треба да ги знам поговорките за крстозбор. Исто така песничките ги пишувам со рима. Пишувам нон-стоп и сакам да направам книга. Да напишеш книга, значи. А за што би сакала да напишеш книга? Книга со песнички. Значи поезија или раскази? Да. Може и тоа е тоа. Да. Јас би да се коригираме тука преска грешката што за Архимед беше дека рекол Еурека. Добро, сте уморни само што дојдовте од училиште. Не е и така едноставно под светлото на рефлекторите и тие си имаат свое влијание. Секако дека ќе имаат гледачите разбирање. Шишовска, каков пристап имате вие, ево лично, како кон Атина, за време на часот кога треба да се совладаат наставни содржини кои што веќе таа ги знае? Да. Јас ќе почнам од почетокот, од прво оделение, кога почнавме со Атина, јас добиваме некои сознанија за учениците, каков е тој ученик, колкав капацитет има, од прилика тоа што ги вршат тие испитувања педагогот и психологот во училиштето при примањето на учениците со некои тестови кои што тие ги имаат. Јас имав сознание дека Атина знае многу. Меѓутоа, колку е тоа Атина знае многу, тоа е релативно, не? И така, во прво оделение, во почетокот, знаете, ние имаме деца од 6 годишна возраст. Тука имаме секакви деца кои не се социализирани, деца кои никогаш од домот не излегле сами, значи кои што плачат, не сакат да влезат во училница, не сакат да седнат на столче и така. Во почетокот, се среќавате со различни реакции. И така да во тој период, во почетниот период, јас немав шанса да увидам колку Атина знае и што Атина знае. Како што поминуваше времето, како што се средуваше ситуацијата во училницата, така се повеќе и повеќе веќе дознава Атина што полека, значи што она знае. Со родителите и со нејзините и со сите други имам соработка. Со мајка и многу често
ке разговаравме, ке ми кажеше што, каде, оди ваму, знае ова, затоа што не можеш, колку и да сакаш на час, не можеш да посветиш доволно внимание, Така на сите, затоа што има 27 деца се во прашање. И така, полека, значи, почнав да откривам што Атина знае. Видов дека математика, собирање, одземање, тогаш се уште немавте почнато, мислам, множење, делење Атина. Така мислам, собирање, одземање, меѓутоа со повеќе цифрени броеви без проблем напамет. И сега јас нормално размислував за ова дете, како поинакво Атина, нели, поинаква, со повеќе знаења. Ја гледав дека многу лесно ги совладува, а беше чудно е тоа кај Атина што да ја видите во група, никогаш нема да издвоите како ова дете или сама да се издвојува таа. Таа никогаш не се наметнува на другите. Она умее да го каже тоа што го мисли, што го знае, меѓутоа на толку фин, префинет начин, воопшто не е агресивен тој начин. И така полека видов дека она тоа го прави, значи собира, одзема повеќе цифрени броеви, што е навистина чудо за толку мало дете, 6-годишно дете беше тогаш. И почнав да и давам, значи полека да испитувам, јас да го испитувам теренот до каде и што јас можам сега со тоа дете. Па почнавме со текстуални задачи. Она тоа не го имаше работено на Brain и така ќе дадев јас и сега истото го правиме. Значи кога има некој, така да речам, текстуални, така. Да, некој период кај што другите работат, што навистина таа нема потреба тоа да го работи, многу одамна веќе го знае, добива текстуални задачи, ќе ги дадам текстуалните задачи, она си ги решава сама, ќе ми ги донесе да проверам, потоа тоа поставувањето во бројни изрази, затоа што таа текстуалната задача ја чита и веднаш ќе ви го каже резултатот напамет. Меѓутоа тоа да го работи постепено и така. Полека ја откривам што. Многу ми се допаѓа мене кај Атина тоа што она и сама знае да праша. Учителке, нам беше прво оделение дека беше, кога ме праша учителке, а запирка каде се става? Значи таа чита, без проблем читала многу, се уште чита, знае дека запирката, за што служи запирката, меѓутоа, например, каде е местото на запирката. Она приметила дека на одредени места има, значи знае и сама да извлече, да знае што не знае и знае што треба да праша. Во вашата професионална кариера колку ученици сте имале? Како Атина, да. Значи, супер талентирани. Кога се слушнавме пред некој ден со вас и баш утрово се сетив, така ми дојде мисла, не знам каде е сега, имав една ученичка Златка, Трајческа, и утрово баш тоа реков, па не знам јас кај е Златка. Златка беше многу, инаку јас имам генерации вистина, прекрасни деца и талентирани деца, поминале многу, не знам колку им е бројот на децата, меѓутоа овие се издвојуваат. Сега, која е разликата? Јас за Златка и не можам да толку да кажам, беше таа многу талентирана, знаеше многу, меѓутоа времињата беа поинакви. Знаете, сега веќе поинаков е пристапот. Не само на наставниците, јас како наставник сум тој наставник и сакам и пристапувам на сите деца индивидуално, не? Меѓутоа тогаш беа, еве сега, среќа за Атина, што постоела Brain академија, кога била таа уште мала, кога не било училиштето основното. Се понудила можност да ги развива тие вештините. Да ги развива вештините. Еве сега благодариме на универзитетот што ја прифати, што се грижа така да се надградува. И сепак се други времиња. Тоа Златка беше таму негде сега, не знам колку е.
имало и други прекрасни деца, меѓутоа малку поинаков беше пристапот порано. Има ли предности и недостатоци во работата со талентирани деца на За мене наставникот, лично, да. како Да, наставник, да. за мене само предност. Таа ми е десна рака, значи Атина е десна рака моја. Во случај да ми треба помошник во оделението, ја имам неизе. Со поглед се разбираме, со два збора се разбираме. Некогаш само мене лично, ете како учителка ми е жал што не можам повеќе да се посветам на Атина. Сепак Така, обврските, со она другите што ученици, тоа што редовно мора да се помине како материјал. Меѓутоа, таа е пак и толку внимателна. Секој момент што можам да и го посветам, јас и го посветувам. Имаше ли обид Атина да премине во повисок оделение? Јас знам дека со Валентина учителката и со мајка од Атина кога зборувавме, кога сме зборувале, дека прво оделение кога заврши Атина, јас предложив на мајка и ако сака таа да премине во друго оделение, затоа што знам кој материјал се работи во второ оделение и дека тоа го знае таа. Валентина учителката од Брен, која што пред мене ја знаела Атина, значи од 4 години, таа им предложила прво оделение да не оди Атина, да оди второ оделение. И јас се слагам со тоа, дека сега нема потреба Атина во овој период да преминува оделение. Затоа што, како што реков, има одредени нешта кои што сега се учат. Таа не дека нема да ги научи натака, меѓутоа и нека си созрева, нека си биде со генерацијата и Атина ќе каже зошто не сака да оди натака во друго оделение. Ми се пагади многу учителката. Значи најдобрата учителка на светот ја имаш, така? Да. И другарчињата. Така. Колку се дружиш често, ево? Имаш ли време да се дружиш со другарчињата Атина надвор од училиште? Па, кога ќе се сретнеме, некогаш, во чаршија, тогаш да се среќаваме. Иначе на одмор на школа, тогаш си играме. Гледаш ли цртани филмови? Да, понекогаш. Понекогаш. Шишовска, колку државата или општеството или нашиот систем на образование води сметка за да се развиваат децата, да се надградуваат, да напредуваат, како што е во случајот со Атина? Значи јас тоа споредбата, компарација што направи со Златка и Атина, сега имаме поинакви услови и навистина поинаков е пристапот сега. Не само на нас наставниците, не на наставната програма, само туку, еве, имаш слух кај директорот, што е многу важно. Значи, тој постојано ме прашува Атина, кај е Атина, до кај е Атина, таја оди разговара со него. Медиумите, поинаков е пристапот сега. Пред некое време прочитав или слушнав дека и самото Министерство за образование од идната година, така мислам, ќе изготвува посебни програми. Значи, сега има слобода во некое време, пред некои 5-10 години, да дете вакво мало влезе на универзитет. Јас мислам дека беше незамисливо. А сега е така, верата на технологијата е и тоа возможно. Изменето е. Значи, размислувањето на луѓето, самиот однос воопшто и во образованието е изменет. Така да има место за овие деца да одат напред. Непречено. Значи, таа си го посетува своето и плюс си добива тоа што... Да. Сметате ли дека треба да има посебен третман за ваквите деца? И до каде, ево? Јас да, сметам. Меѓутоа,
сега, не знам, тешко е. Тоа треба да бидат посебни паралелки во училиштата. Меѓутоа, за посебни паралелки, веројатно треба посебни услови, треба нови наставници плюс, да се... Наставни програми, да, така. наставни Вие програми, кажавте, кога разговаравме пред емисијата, дека не е возможно вие како поединец да така, да. Не може. Јас пак ќе речам, 26, 7, 8 деца, 30 деца. 1 час е 40 минути. По 1 минута на секое дете часот помина. Така да сам на еден наставник, колку и да сака, значи колку и да сака да се посвети на некое дете, тешко. Сосем малку може да издвои, да украде момент. Така. Тоа, мислам. Каква е состојбата ево во останатите, кај вашите колеги, значи во останатите одделенија? Колку денес децата, кога зборуваме за новото време, да, се повеќе можеби талентирани како Атина со оглед на тоа што имаат можност сега да посетуваат Брейн академија? Да. Секако дека има и во другите одделенија, меѓутоа Атина се издвои. Атина е посебна. Него во случај на така деца кои што се покажуваат со сестрана талентираност, како тие понатака да се постапува со нив, значи дали ги има во поголем број, значи какво е вашето сознание? Има, во секоја паралелка има надарени деца. Значи надарени деца или талентирани деца. Понатака, обично ние практикуваме, значи во нашето училиште, практикуваме кога децата преминуваат затоа што ние како одделенски наставници ги знаеме. И работиме со нив тоа што треба, колку треба, како треба. Сега вие прашувате што понатака, кога ќе дојдат во предметната настава. Јас знам дека мене не ми се случило ни една генерација да пуштам ученици понатака, а да не седнам со предметните наставници да им му кажам карактеристики за секој дете. Значи, им кажувам карактеристики и после тоа исто така тие, предметните наставници, колегите, на тромесечие или било како, ние разговараме до каде, што е, какво беше, како, така да се следи. Континуирано е тоа. Нема прекин. Мислам, барем јас така мислам дека имаме соработка голема. Барем за кај нас зборувам. Да, за вашето училиште, да. Многу брзо ни летна времето за разговорот. Атина, често малите деца, ти бидејќи спаѓаш во таа категорија на мали деца, иако си супер талентирана и чудо дете, имаш ли желба што ќе бидеш кога ќе пораснеш? Па, или учителка, или докторка. Учителка како ќе бидеш како твојата, така, како твојата најдобра учителка Јулијана, така? Да. Јас ти посакувам да бидеш здрава, жива, да бидеш успешна и понатака и тоа што сакаш да ти се оствари понатака во живота. Учителка, ви благодарам и за вашето гостување. Драго ми е и што ве запознав и така што можевме на гледачите да представиме малата Атина како чудо од Охридското чудо дете. Така, благодарам уште еднаш за гостувањето. Благодарам. Почитувани, овде е крајот на денешната емисија. Благодарам за вниманието. Довидување.